Повеќе од една година комплетно е закочен процесот за донесување на план за управување и постапка за реноминација на локалитетот Маркови кули, а со тоа е закочен и процесот за апликација на овој локалитет да се најде на постојаната листа на заштита на УНЕСКО. Во 2018 Институтот за старословенска култура ја покрена идејата за реноминација на Марковите кули како мешовито културно добро, вредности од аспект на културни споменици и природата, но за жал локалните власти не покажале интерес за ова. Проблемот е што и сегашната и претходната локална власт не го стопирале процесот на изградба на диви градби во заштитената целина на Марковите кули. Многу веројатно поедноставно, многу политички профитабилно е веројатно во зоната на споменикот на природата да се изградат, да се дозволи градба на населбите именува познати како Трибагрем и Мексико, но веројатно е многу поповолно да се дозволи како транспорт и експлоатација, нелегална експлоатација на дрва. Значи, во таа смисла локалната самоуправа според мене е една од главните кочници. За несоодветниот однос кон Марковите кули говори фактот што комплетно не е реализиран ниту проектот на Европската унија за подобрување на управувањето со заштитените подрачја, координиран преку UNDP, а чиј носител беше општина Прилеп. Проектот беше вреден 100.000 евра. Не му се преа до резултатите на Институтот за словенска култура, така да имаме ситуација кога сето тоа што се градуваше и она што првенствено Институтот за словенска култура го вложи во рамките на тој проект, се уништува. Пристапниот пат кој го ревитализиравме, реконструиравме, објектите кои ги поставивме, сега се предмет на непосредна користење, уништување. Проблем има и со Министерството за животна средина, кое што не се согласува културните содржини да бидат внесени во овој план за управување. Нешто за што се против и врвните меѓународни експерти, кои што сугерираат дека ако не се вклучат заедно и природните и културните содржини при апликацијата, тешко дека Марковите кули ќе се стават на постојаната листа на заштита на УНЕСКО. За ова значајно прашање, засега не покажува никаков интерес ниту Министерството за култура.